Охридскиот рамковен договор требаше и ја зачува стабилноста и унитарноста на Македонија, но прашање е колку. Повеќе од 2 децении беше злоупотребуван од политички структури кои со својата националистичка реторика под превезот на борбата за правда во општеството направија кариери и стекнаа огромен капитал. Рамковниот договор, наместо да биде мост меѓу македонците и албанците, беше злоупотребуван и за да се прават поделби на народот по формулата раздели па владеј. Сега 24 години подоцна државниот врв испраќа пораки за обединување. Премиерот Христијан Мицкоски уверува дека нема повеќе место за луѓе кои создавале вештачки етнички и политички кризи за лична корист. Над 20 години имавме структури кои го користат национализмот како најдобра прекривка за заштита на криминалот и личните интереси. Впрочем, таквиот национализам е последното прибежиште на оние кои направија кариери, стекнаа огромен капитал на грбот на народот кој го делат и врз чии поделби обстојуваат во политиката. Со една рака пишуваат и делат во каков свет ќе се живее. Со другата ја крадат земјата, стекнуваат имоти, хотели, трговски центри, скапи возни паркови. И не им пречи бојата на парите. Пред 24 години Македонија се соочуваше со едно од најтешките и најгорчливите поглавја во поновата историја. Летото 2001 година земјата на работна бездна, воен конфликт, етнички тензии, страв, неизвестност, Охридски рамковен договор. Документот кој не беше лесно прифатен. За македонците удар врз уставниот поредок, врз идентитетот, за албанците за доцнета правда недоволна. Според Мицкоски договорот не е само лист хартија, туку символ на зрелост, храброст и мудрост. Дали македонците беа најстрекни со потпишување на рамковниот договор? Убеден сум дека тоа не е така. Чувство на огорченост, гнев. Веројатно такво било чувството и кај албанците. Системски и тешки реформи, менување на уставот во услови на воен конфликт, но да зборуваме отворено. Рамковниот договор 24 години потоа донесе мир. Според вице-премиерот Изет Меджити, рамковниот договор не ставил само крај на конфликтот, туку и почеток на една политичка и институционална визија врз која се градеше и се гради модерната држава. Охридскиот договор е темелот врз кој развивме нов пристап кон градење на државата. Пристап која гледа еднаквоста, инклузивноста и правата како неразделни елементи на демократското функционирање. Рамковниот договор можеби е затворено поглавје, но неговата лекција останува отворена, дека мирот не се случува сам по себе, туку се гради, се одржува секој ден. Политичките елити имаат должност да работат во интерес на граѓаните и да ја бранат стабилноста на државата, наместо да дозволуваат меѓуетнички тензии и политичка реторика која ќе ги дели луѓето, на дело да покажат дека заедништвото не е слабост, туку зрелост. Досега од политичарите кои со децении во власта ја представуваа албанската етничка заедница, вистинска посветеност и љубов кон Македонија не беше очигледна.